и во клубот и во иницијативата Родители за родители се поддржиме дека сите родители си ги сакаат сопствените деца, сите родители прават најдобро што можат и што знаат, оној момент кога ќе знаат подобро, ќе прават подобро. Така да јас денеска не се тепам себе си, тоа е исто една поддршка, затоа што многу родители, според мене добар родител е родител што се прашува дали сум добар родител. Оние другите не се прашуваат. И тие имаат добра намера, и тие ги сакаат сопствените деца, и тоа е целта и на клубот на родители да освести, заштото што ние ги подготвуваме нашите деца за светот на големите. Сега, како што ја спомнавме промената, што е многу динамична, прашањето е дали јас сум подготвена за светот што доаѓа. Јас сум сигурна дека не сум, тоа што динамиката неверојатно голема и немаме ни предвидување како би се движеле работите во 5 години. Ако не сум подготвена, како можам да ги подготвам моите деца? Што значи дека јас континуирано треба да растам, да бидам моделот кој што они ќе го симнуваат, така да клубот за родители конкретно е поддршка во тој сегмент, каде што развиваме животни вештини, и тоа се оние вештини како што се меките вештини, справување со стрес, справување со конфликти, емоционална интелигенција, како да преку методологијата НЛП, неуролингвистичко програмирање, коучинг пристапот, за да може да уживаат и да си играат во светот на големите кога ќе дојдат. А од друга страна, по иницијативата Родители за родители, таа од 2019, тука е целта секој родител кој што има некаква тип или трик кој што може да биде поддршка во родителувањето да го сподели. Авторството останува негово. На мојата веб страна може да ги видат досегашните пристигнати идеи и целта е кога ќе имаме предизвик, да не речам проблем, да отвориме да видиме како го решаваат. Баш вчера бев на еден настан и баш споделија дека имаат близначење и мене секогаш ми било предизвик од типот на што правиме кога децата ќе тргнат вака. Значи мали деца. Поразлични. И не викам, не имаме стратегија. Викам, која е стратегијата? Договорени сме кога кречеме заедно, сите се собереме каде да сме и да клекнеме. Што е едноставна работа што може да биде голема поддршка или например тој еден тип од родител. Друг тип што беше споделен кој што е така исто многу едноставен, е конструктивен, а тоа е се договараме со детето оној момент кога ќе се загуби во продавница, дека се чекаме кај тетката на каса. И детето знае што да прави и ние како родители знаеме што да правиме. Значи такви мали ситни континуирани подобрувања ќе ни дадат идеи. Кога ќе ги погледнеме тие идеи, ќе добиеме и ние идеи, а сите имаме по некој адут во ракавот кој што доколку го споделиме со другите родители, тоа знаење ќе расте и ќе се шири. Така да целта е да се поддржиме во размена на знаењето.